Медицината е хумана професија. А неја да ја работиш со голема љубов и благодет е навистина човечка доблест. Таа е дипломирана медицинска сестра која е посветена и одговорна ја обавува својата работа, секојдневно грижејќи се за пациентите и за нивното здравје. Активен член на Унијата на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Диплома по повод 3 ноември се доделува на Елизабета Настеска за совесно работење во својата служба. Пред да ја подигне наградата, да го погледнеме видеоматеријалот. Да се посвети животот на медицината е исто како да ја имаш суштината во свој раце, а тоа е животот. Да бидеш медицинска сестра е одговорност, но и чест е да се грижиш за здравјето на нашите сограѓани. Во 2020 година бев првата медицинска сестра од нашата земја, чишто едукативен текст посветен на Флоренс Найтингел и годината на сестринството беше објавен на официјалната страна на ICN, Меѓународниот совет на медицинските сестри, за година подоцна да бидам дел од електронската публикација во која се наведува работата што ICN ја превзеде во 2020 година, што се залага и лобира поддршка и заштита на медицинските сестри за време на COVID. Мојот животен сон започна далечната 2007 година и од тогаш цели веќе 15 години се стремам за доброто на оваа професија. Најпрво како младински координатор во Црвен крст Охрид и во делот на здравствено-воспитната дејност во општина Охрид како член на координативното тело на болести на зависност и заразни заболувања. Оваа година на 12 мај на Интернационалниот ден на сестринството во Скопје на Свечена академија го добив престижното признание за најхумана медицинска сестра и даден посебен придонес на сестринската професија во цела земја. Мојот личен придонес кон сестринската професија исто така го афирмира мојот град Прилеп, како и мојата амбуланта. Оваа 3 ноемвриска награда ни ја крена само до вербата, не натера на тоа да сватиме колку сме ние битни како профил медицинска сестра во општеството, бидејќи нашиот придонес во еден здравствен систем е од непроценливо значај. Добро вечер на сите. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, почитуван председател на Советот на општина, почитувани гости, дами и господа, почитувани соработници и пријатели. Навистина, немам доволно зборови со кои што ќе можам да ја искажам оваа благодарност за добивање на оваа награда, покрај наградата која што ја добив оваа година за најхумана медицинска сестра. Ова ќе ми биде еден мотив плюс за афирмација пред се на нашиот град на меѓународно и на светско ниво и за сестринството на цела земја. Да се влијае врз текот на секојдневието, на здравствено-општествените текови, треба да се биде навистина силен. Да се биде силен, тоа значи да се биде една медицинска сестра. Бидејќи секојдневието за нас покажува дека со една силна желба и со еден храбар дух може да се постигнат вредностите заради кои што сметаме дека имаме една реална човечка потреба. Иако нашиот статус во општеството најчесто е детерминиран, меѓутоа ние со заеднички сили ќе се избориме понатака. Да живее значи да се бориш. Робот за слобода, слободниот за совршенство. Нека ни е честит и вековит денот на ослободен Прилеп. Би сакала да ја искажам мојата благодарност кон мојата амбуланта, односно мојата докторка, доктор Гордана Јаневска-Катова, за несебичната поддршка, толеранција
за сето на трпение што ми го даде потребното време за да можам јас да ги спроведам сите овие активности и овој успех. Понекогаш голема е честа да се биде дел од најдобрите, да се соработува со најдобрите и да се добие само најдоброто од нив. Исто така сум благодарна што сум член на Сдруженијето за нас, Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. И ова признание воедно го посветувам на целиот мој колегиум. Почит до небо и наклон до земја на сите медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. И за крај слоганот на нашето здружение кој вели: ние, медицинските сестри, не сме ангели, но затоа сме со сигурност втората најубава работа после ангелите. Ви благодарам. Благодарам.